Драги наши, продолжуваме со следно издание од серијалот посветен за врсничкото насилство. Нели проект кој што го подготвува, го организираме се со цел да направиме позитивни промени во нашето општество, Оздруженијето Сомнал. Зборувавме многу во изминатите 3 изданија, навистина офативме скоро се и се што. Во ова последно издание оставаме нешто повеќе за менталното здравје, односно како сето тоа и едната страна и другата страна имаат, за жал, негативни последици од булингот, односно од врсничкото насилство. За таа цел, заедно со мене е професор доктор Гордана Ристевска-Димитровска, кој што ни е специјалист психијатар. Добре дојдовте и ви благодариме што издвоивте време, енергија и сето знаење да го споделите со нас, секако за нашите гледачи, слушатели, да имаат што да научат и да бидат свесни за промените што тие сами можат да ги направат. Благодарам на поканата, Елена. Многу сум среќна да учествувам во овој подкаст и да разговарам на една тема која е многу застапена во нашето општество и исто така се зборува многу, но во исто време се зборува и недоволно за оваа тема. Јас не сум училишен психолог, не сум детски психијатар, сум психијатар кој е психотерапевт и работам со возрастни и работам со студенти исто така, со млада популација. Преку психолошкото советувалиште на Универзитетот Свети Климент Охридски во Битола и преку мојата професија како професор на Високата медицинска школа во Битола, работам со млади луѓе кои доаѓаат од секаква средина, од секакви основни и средни училишта, репрезентативни за нашиот регион, главно од Пелагонискиот регион, и можам да кажам дека и кога тие деца кои биле дали вршеле врсничко насилство или биле изложени и биле жртви на врсничко насилство, тие деца во еден момент растат, стануваат млади возрастни и може да се случи да ги видиме последиците дури тогаш. Може да ги видиме многу често последиците на врз менталното здравје од врсничкото насилство и кај луѓе кои се во поодминати години, кај многу возрастни луѓе се уште да има влијание она што се случувало во текот на првите степени од образованието. Токму заради тоа, сакаме ли да разговараме какви последици останува се нели во нашата психа, можеби физички нели на нашето тело, на сите тие емотивни и социјални односи. Некои од нас можеби ќе речат, ама тоа беше детство, ќе помине, ќе се заборави и едноставно како што си врви животот, нели имаме други обврски, учиме друго факултет или можеби нормално со текот на времето се имаме семејство и така натаму, но сепак она што, според мене, сметам дека не е навремено санкционирано, не е навремено излекувано, сепак дека некаде во позадина стои и дека во одреден момент ќе избие на површина. Кои се тие, да речеме, најзначајни моменти, стресни ситуации? Тука се вклучени нели анксиозноста, депресивноста, кои се појавуваат како резултат на тоа, ајде да го речеме, не само малтретирање, омаловажување, подценување и така натаму. Така, многу важно е да направиме разлика помеѓу што е она вистинско врсничко насилство кое остава трајни последици и кога насилството и да е случајно може да биде разрешено соодветно, да се преземат соодветни чекори и после тоа да нема трајни последици по жртвата и по насилникот. Танка е границата понекогаш помеѓу што е детска игра и што е здраво растење, затоа што децата и треба да научат како да се справуваат во своите социјални врснички групи. Треба да научат како е да се дојде во конфликт, како да го изразат своето незадоволство, како да ја изразат својата фрустрација кога нешто не е како што посакуваат. Треба да научат како да ги балансираат своите емоции, како да ги изразуваат.
И понекогаш тоа може да се случи и да биде изразено и преку отворен конфликт, преку некоја навреда, некогаш и преку некое физичко несоодветно манифестирање на емоциите, меѓутоа ако на време е препознаено, на време е преземена некоја мерка и после тоа таа мерка довела до резултат, тогаш не би требало да има трајни последици. И тогаш можеме да зборуваме дека тоа е нормално здраво растење, каде што ќе излезат проблеми и тие проблеми треба да бидат разрешени. Сега се појавува и една спротивна тенденција, да бидат децата премногу заштитувани. Некогаш да им се забранува да не можат воопшто да се изразат, да не можат воопшто да ги споделат своите негативни емоции. За позитивните емоции сите сме стимулирани да ги изразуваме од најрана возраст. Секој сака да гледа среќно дете, секој сака да ја презентира својата радост и своето задоволство, но учени сме како народ да не ги презентираме своите негативни емоции. И сега децата треба да научат и едното и другото да го прават. Треба да можат своите емоции да ги изразат, но да ги изразат на начин без да му наштетат на другите луѓе. Тоа се учи. За тоа треба социјална средина, треба добра регулација, потребно е да се гаи една култура на ненасилство, но со дозвола да може да се изразат емоциите. И во моментот кога евентуално нешто би ескалирало во малку повеќе, тогаш треба да се преземат соодветни мерки, да се објасни, да се едуцира, понекогаш е потребно да се вклучи училишниот психолог, понекогаш е потребно семејството да побара и дополнителна помош. Значи повеќе работи треба да се случат понекогаш и да може да биде секако што треба. Значи преголемото заштитување и недозвола за било какво изразување, и тоа може да биде проблем. Меѓутоа, сведоци сме и се повеќе ќе бидеме дека некои однесувања остануваат скриени, остануваат некажани и после тоа трајно на некое дете се наоѓа во позиција да биде исмејувано, да биде усрамувано, да биде навредувано и тоа ќе даде некои последици. Еве, како млади возрастни, например сме студенти или сме завршиле факултет, нели се соочуваме со други предизвици во животот, барање на работа и така натаму. Може ли тоа врсничко насилство што се одвивало нели во нашето детство да влие на нашиот, можеби ќе бидам екстремно, но интелектуален, психички развој, да ја измести сликата за нас до степен каде што ќе ја намали самодовепата до толку каде што ќе го прифати фактот дека па можеби беа во право, јас не вредам толку многу и сепак таа слика не е вистинита нели за нас. Дали може до тој степен? Ова прашање го поставам од аспект на тоа што децата и младите кои што вршат врсничко насилство да бидат свесни колкава е штетата нели што ја прават нели на другарчето, на колегата и така натаму. Да, значи штетата е многу голема, најизразена е на емоционален план. Интелектуалното ниво, самиот булинг нема да го наруши, меѓутоа функционирањето и ефикасноста на таа интелигенција, на когнитивните способности, на снаоѓање во социјалната средина, на тоа дефинитивно ќе влијае. Најчесто булингот можеме да го препознаеме како емоционално страдање од анксиозниот или од депресивниот круг. Многу силна анксиозност, неможност да се функционира во различни социјални ситуации, избегнување на дружење, избегнување на емоционални контакти, во смисла во потрагата по партнер може да се има големи потешкоти. Значи може да се појават многу проблеми од овој тип, меѓутоа исто така една повлеченост, една непријатност при интервјуа за работно место, чувство дека не заслужува ништо повеќе од она што е некој минимум, да не се трага по нешто повеќе во животот, да не се бара подобра професија, да не се бара посоодветен партнер, да се толерира партнер кој може би е насилен. Многу од тој тип на работи може да се случат. Всушност, врсничкото насилство е една континуирана траума.
долготрајна травма која се случува и која постојано навредливи и смејувачки однесувања и зборови постојано одзвонуваат во главата на една личност, на едно дете кое е во развој и во еден момент не е воопшто чудно ако детето ги интернализира тие навреди и се поистовети со нив. Она што народски би рекле ќе поверува во она што е кажувано. А вистината може воопшто да не е таква. Некој може да биде повеќе способен, поинтелигентен, помалку способен, меѓутоа тоа не значи дека треба да биде тажен заради тоа какви способности има. Детето кое е изложено на булинг има голема шанса да се почувствува дека е помалку вредно и дека многу работи не заслужува. Тоа води кон емоционално страдање и затоа најчесто имаме посттравматско стресно расстройство кое е анксиозно расстройство, други различни анксиозни расстройства, како генерализирано анксиозно расстройство, панични напади да се појавуваат, депресија да се развие или депресивност во склоп на некој анксиозно расстройство, но и анксиозноста и депресијата се всушност емоционално страдање. Ова емоционално страдање ќе направи после да се нема доволна професионална и социјална ефикасност. Нема да може личноста да функционира најдобро, онака како што би можела, доколку ова не се случило. Кој е оној прв чекор? Кога поединецот станува свесен дека едноставно знае која е причината, од каде доаѓа, зошто е таков. Дека кога бил дете, се случило тоа и тоа, траело долго време, што треба да преземе? Како да започне, бидејќи не оди тоа преку ноќ. Сепак тоа се спомени, слики во меморијата кои што остануваат. Кој е првиот чекор што треба да го преземе? Дали може би да се упати на советувалиште, да побара стручна помош, да разговара со кој да разговара? Сепак сметам дека не се разговара со секого. Семејството е сепак за поддршка, но кога станува збор за нешто сериозно, дека треба да се вклучат стручни кадри кои што ќе овозможат поддршка, разбирање нели и насока како да се движи тој човек и колку време ќе трае тоа. Така е, во моментот кога се случува насилството, значи е многу важно семејството и училиштето тоа да го препознаат. Некогаш жртвата и навистина во тајна ја чува целата ситуација и тоа трае долго време, не споделува ниту со своето семејство. Од страх, од непријатност дека може би ќе ги изгуби пријателствата на врсниците. Има многу причини зашто тоа се случува. Меѓутоа во моментот кога ќе има информација дека нешто се случува, училиштето и семејството се двете многу важни нивоа за да може да се преземе нешто. Сега откако ќе се сподели таа информација, ако станува збор за детето во семејството тоа, во еден момент семејството сигурно ќе биде информирано, ако училиштето го информира или самото дете го информира семејството ќе знае, возрастните родителите ќе знаат. Сега кога родителите ќе дознаат и ќе се направи еден план заедно со училишниот психолог, дали нешто може да се направи натре во училиштето, или има потреба да се бара дополнителна психолошка помош. Ако има потреба од дополнителна психолошка помош, тогаш на располагање имаме Центар за ментално здравје за деца и адолесценти во Битола. Има во Скопје таков центар, за жал во голем дел од градовите во земјава нема. Има доста една голема мрежа на психолози кои работат со деца и се добри во својата работа и би можеле да помогнат. Меѓутоа, тука малку има друга потешкотија, затоа што овие психолози не се дел од здравствениот систем и треба таа услуга да се плати приватно, што може да биде потешкотија за голем број од семејствата. Така што малку потфрламе како општество на во еден дел од поддршката која ја даваме не само за луѓето кои се жртви и за децата кои се жртви на булинг, туку и за многу други проблеми од менталното здравје. Имаме добра мрежа на психијатри, на специјалисти психијатри кои може да направат преглед, да дадат терапија која е тоа потребно. Меѓутоа за континуирана психолошка поддршка тука малку ја имаме мрежата, меѓутоа ја немаме достапна баш едноставно,
да може училишниот психолог, кој сепак не е семоќен, има многу активности и многу работа во едно училиште, не секогаш е возможно на секој од случаите во училиштето, има големи училишта со еден психолог, каде што навистина потребно е да им се даде дополнителна поддршка, да имаат и тие со кои да соработуваат и каде да препратат. Значи, во град Битола е достапен таков центар, кој си е покриен од Министерство за здравство, меѓутоа тоа е реткост во државата. Едно малку поинакво прашање, повеќето зборуваме нели за жртвата. Дали сте се соочиле, сте стапиле во контакт со дете кој што сега е возрасен, кој што бил насилник, имал насилничко однесување, но се покајал, се променил. Какви последици оставило тоа однесување негово или нејзино во подоцнежниот живот? Нели минатото не може да се промени, не може да се врати. Сепак и тој поединец има некакви негативни мисли и слики во главата, зашто го направив тоа, требаше можеби вака, не требаше поинаку и така натаму. Сепак сите сме луѓе и на едните им треба помош и на другите. Апсолутно. Така е за секој тип на насилство, така и за врсничкото насилство. Само со таа разлика што кога возрастните ќе направат насилство, дали тоа е семејно насилство или е некое генерално насилство помеѓу луѓе кои нешто споделуваат меѓу себе, причините многу често се поинакви. Најчесто станува збор за некоја структура на личност, начин на експресија на насилството, научено однесување дека така се постапува, например, со жената, така се дисциплинираат децата, дека ќотекот е излезен од рајот. Значи, работи кои се научени генерацијски, трансгенерацијски пренесувани од една на друга генерација и тоа однесување може да продолжи и понатаму во животот. А понекогаш има 1% од популацијата кои развиваат една структура на личност која е склона кон насилство. Тоа е многу мал процент. И сега во детската возраст, значи има деца кои се насилни од сите овие причини кои ги кажав, меѓутоа личноста се уште не е изградена и не можеме да зборуваме дека детето е со определена нарушена личност, бидејќи таа се уште е во градба, се уште се развива. Но има многу голем број на деца кои се насилници и тоа е не од некоја патолошка причина или недостаток на чувства, туку е потреба да се припаѓа во определена група, да се држи определена социјална позиција, каде што ќе се доминира врз некоја друга група на луѓе. Понекогаш сето тоа потекнува малку и од општеството, затоа што во општеството може да владеат повремено такви ветришта каде што да бидеш силен значи да владееш, да ги контролираш другите, да ги манипулираш другите, па дури и да ги понижуваш и да ги смејуваш другите. Така што таквата култура на насилство децата ја гледаат од дома, ја гледаат од медиумите, ја гледаат од филмовите, ја гледаат од многу места и тие во својот микросвет, во една училница, таму го пренесуваат она што го гледаат. Така како што светот го замислуваат, се расслојуваат во определени групи. И во тие определени групи, некои деца не се природно, не им доаѓа навистина да му направат штета на некој друг, меѓутоа за да припаѓаат, ќе се согласат, ќе учествуваат во насилство врсничко и дури некои ќе прекитат и немат воопшто да споделат за ова насилство, не се согласуваат со тоа. Таа група е многу поголема отколку еден, например, член на групата кој е лидер, да кажеме, на некоја, ако е веќе организирана група. Бидејќи врсничкото насилство може да се случи и меѓу едно и друго дете. Може една група да малтретира друга група на деца. Значи разни комбинации се возможни. И да, луѓето многу често се случува да им е многу криво како се однесувале кон своите врсници, кога ќе порастат и кога ќе сватат што се случувало и какви последици оставило, затоа што ќе видат дека, например, по 20 години од полуматура, например, или од матура, ќе видат дека некои работи кај личноста не се развиваат како што треба. Животот не бил баш
баш фини кон личноста која ја навредувале и ја понижувале во времето кога биле млади. Тоа може да често се случува. Да им е криво дека не ги заштитиле посладите понекогаш, оние кои биле навредувани, не се поставиле во подложба да ги заштитат или активно учествувале во нивното исмејување. Веќе кога го начнавме поимото општество, нели сите живееме заедно, сите сме различни, има и позитивни и негативни ветрови и влијанија. Што можеме да направиме без сите и како сето тоа, како целина влијае, нели сите тие негативни гледишта, воспитување, сите ние на некој начин помалку или повеќе влијаеме нели на врсничкото насилство. Токму и заради овој проект за да ја подигнеме свеста нели за тоа како секој од нас, како поединец и како група, како институција може да го намали тој негативен наплив, слободно можам да го дефинирам, кон другите. Дури можеби е тежок збор зло, но сепак не е во ред. Како ние можеме, кои се тие механизми кои што секој од нас може да ги преземе за да го намали, барем да го намали? Тоа е еден процес кој треба да се развива и да се работи постојано на тоа. Нема совршено општество и нашето не е ниту совршено, ниту пак ужасно. Некаде сме каде што сме, има и добри работи во нашата култура, во нашиот менталитет, во начинот на кој живееме. Меѓутоа има и голем дел од начинот на кој ги правиме работите може да бидат многу подобри. Значи, немаме баш развиена култура на решавање на конфликти без насилство. Ненасилните начини како да се реши нешто, како да се комуницира без со другиот, да се каже оно што се мисли, да се стои до своето, ама без да му се наштети на другиот. Тој начин на комуникација, која се вика асертивна комуникација, кога си ги остварува своите права, си ги кажуваш своите мислења, без да ти е страв дека нешто, дури и ако на другиот не му се допаѓа на кое го кажуваш, другиот треба да го прифати тоа и ненасилно да искомуницира. Без навреди, без повишување на тон, без да се направи кавга и да се прекине комуникација. Значи, тука малку имаме голем простор за работа и тоа треба да се прави, да се гаи уште од најмала возраст. Се почнува во семејството, меѓутоа и училиштето може многу да повлијае. И како и другите институции понатаму, работната атмосфера во работните организации. Значи, училиштето може ова да го прави и доста на тоа се работи, меѓутоа децата се определен број на сати во училиштето, повеќето од времето поминуваат дома, каде што не секогаш е возможно да бидат постојано со родителите, нема никако тоа да биде, и времето кое го поминуваат многу на социјални мрежи, на електронски уреди, во контакт со разна продукција која не е многу проверено од целиот свет и тука има момент кога веќе и влијание од многу места може да придонесат. Она што им се пласира на децата и што им е достапно на децата може да биде многу квалитетно, може да биде со многу насилна содржина. Ако се фаворизира медиумски насилството и ако се смета дека успешен е тој кој е моќен, кој успева да прегази преку се и преку секого за да дојде до своите цели, тогаш нема да може едно дете да се развие во ненасилна личност, затоа што рол моделот е дека за да си успешен треба да си груб, треба да немаш чувства, да газиш преку се. Таквата култура треба да ја менуваме на секое можно ниво, затоа што колку и да имаш, што и да направиш, не е гаранција за среќа. Среќата, според мене, е прилично чувството на мир и на задоволство од она што го имаш, а не тага за она што го немаш. Така што менувањето на целокупната култура и на
начинот на кој комуницираме и на кој се почитуваме и се гледаме едни со други е процес на кој можеме да поработиме. За жал, последниве неколку децении има еден пат на вредностите и на се измешаја работите малку, дончињата се измешаја дека не е успешен она што порано се сметаше за успех, дека некој кој се труди, кој прави, кој работи многу, кој учи многу, ќе најде после работа, тој е успешен. Сега се успешни, например, мерката за успех е, не знам, количината на пари или прегледи на интернет или некоја замислена убавина, некоја слика за замислена убавина. Има некои поинакви стандарди кои не се вистински вредности, меѓутоа за младите тоа не е едноставно кога си го бараат својот идентитет и кога гледаат, се споредуваат со некои рол модели кои си ги имаат. Значи, треба да се презентираат позитивни модели и вистински вредности, а тоа не е секогаш едноставно во ова море на информации на социјални медии. Така, се согласувам, професорке. За крај на ова издание, што би кажале, например, неколку реченици за секој млад човек, и не само млад, и за секој човек? Која е таа слика што треба да ја има за себе, нели, за да биде задоволен со себе, без при тоа, нели, да им штети, нели, на другите? Кои се тие мисли кои што треба дели да провејуваат во умот на секој човек? Еве, од целокупното ваше искуство, нели, со многу луѓе, психиката е секогаш таа која што е центарот на вниманието. Има ли нешто што можете да го споделите како човек и како специјалист во таа област, како да се гледаме себе си? Многу тешко прашање ова, Елена, и додека ми го поставуваше, сериозно се замислив. Сепак нешто што е, нели, прва мисла. Сите си мислиме дека се гледаме себе си реално. Да. Но тоа не е возможно. Од една страна можеме да се гледаме со некои луѓе се гледаат премногу во позитивна смисла, е тоа баш со реалноста, она што објективната реалност колку што е возможно како статистички гледано, не секогаш е така, а други луѓе се гледаат пак понегативно отколку што навистина имаат способности, интереси и капацитети. Така што да речам да се гледаме себе си реално не е баш некоја добра идеја, бидејќи не е толку возможно да се гледаме онака како што другите не гледаат. Добро е да е тоа приближно слично со тоа како другите не гледаат, меѓутоа какви да сме, важно е да се сакаме. Себе си да се сакаме, да сме грижливи кон себе. И на тој начин, ако сме ние грижливи и се сакаме и почитуваме себе си, не би требало да си дозволиме да му направиме штета на некој друг, затоа што тоа нас на крајот ќе не боли. Зборувам за луѓе со нормална емоционална развиеност. Генерално човек кој чувствува емоции, ќе почувствува и емпатија, ќе почувствува соживување со другиот, болката на другиот. Така што повеќето луѓе тоа го чувствуваат, големо мнозинство. Така што ако се сакаме себе си, да не му направиме на другите лошо, затоа што после тоа за нас ќе зборува и нас ќе не боли. Така што тоа е едно нешто кое би сакала да го споделам, значи да се сакаме себе си е лесно да се каже, а многу тешко да се направи. Многу пати, особено кај адолесцентите, е тоа многу забележливо, во истото време и се обожаваат и се мразат. И тука има една игра помеѓу сите тие работи, но тоа е се со цел да си го пронајдат својот идентитет. И понатаму, значи, освен грижата за себе си, но не на сметка на другиот, никогаш не на сметка на другиот. Истото важи и да не се запоставуваат себе си, затоа што правејќи многу работи за другите луѓе, на крајот испаѓа дека се запоставуваме себе си. Тоа го правиме и возрастните многу често, луѓето генерално го прават. И втора многу важна работа е кога се избираат партнер, да избираат мудро. Без брзање и без подценување на себе и спогодување дека ова е максимумот, ќе се трпи се,
Така треба да биде, таквите работи не треба да бидат во игра кога се бираме партнер. Каков и да е, да го береме кога се чувствуваме дека сме подготвени и навистина сме направиле правилен избор за со некој со кој животот би сакале да го поделиме. Ако не се однесуваме кон себе си добро и ако не ги правиме изборите за себе најдобро што можеме, многу е тешко да се живее. Секако може да се живее и од секоја ситуација има начин како да се излезе и има кој да помогне за да може да се постигне целосниот потенцијал. Меѓутоа, ако се направат лоши избори, е потешко во секој случај. Така. Професор, ке уште еднаш ви благодариме за вашето време, ви посекуваме секој добро, успеси на професионално и на приватен план, се подразбира. Се надевам дека ќе се видиме во некое следно издание, ќе зборуваме на некоја друга тема. До тогаш, ве поздравувам, драги наши. Се радувам што се дружевме сите заедно. Следете ги изданијата, бидејќи има навистина што да се научи. Ве оставам со позитивна мисла, бидете добри, сакајте се, сакајте ги другите и ве поздравувам.